Најверојатно утре во собранието ќе биде поднесен предлог составот на идната влада и незината програма. Така најави самиот мандатар. Според Заев ќе се чека парламентот денеска да ги верификува мандатите на пратениците кои доаѓаат на местата на оние пратеници кои излегуваат од парламентот зашто ќе преземат функции во извршната власт. Стартот на собраниската процедура за избор на новата влада следи по информациите дека лидерот на ДУИ успеал да го смири внатре-партиското незадоволство поради предлогот Артан Груби и Бујар Османи да бидат министри за политички системи и за надворешни работи во новата влада на Зоран Заев. По интензивни разговори, Али Ахмети ги убедил пратениците бунтовници да гласаат за владата, меѓу нив и влијателниот Изет Меджити и доскорешниот директор на Скопскиот институт за јавно здравје Арбен Зибери. Денеска на влегување во парламентот, двајцата изјавија дека ќе ги дадат нивните гласови за новата влада, кои се клучни зашто власт има тенко мнозинство од 62 пратеници. Култивоhet pra debatin brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Мора да признаам дека имам забелешки за тоа кои кадри ќе влезат во извршната власт, но по долгите дебати во партијата последниот збор го има Али Ахмети. Јас ќе гласам за идната влада. Unë thashë edhe ditë BDI është Parti Demokratike. Имаше партиски дебати за тоа кој ќе влезе во владиниот кабинет, но сето тоа е во рамките на партиската демократија. Ако предлогот за новата влада и дефинитивно утре биде поднесен до собранието, тогаш е можно за оваа точка парламентот да расправа викендот, пошто би следело гласањето за што се потребни најмалку 61 пратеник за. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.